Во оваа приказна се вклучени низ за меѓународни и домашни компании, евроскептични председатели и серија ноторни балкански карактери. Во секоја приказна во која се споменува името на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков, неодменлив дел си неговите бизнис партнери и пријатели. Од земјава, но и од Чешка, местото каде што браќата Мијалкови поминуваат голем дел од својата младост. Ова се снимки од неодамнешното отворање на фабриката 14 октомври во Крушевац, во Србија. Премиерката Ана Брнабик заедно со чешките бизнисмени од Чехослова груп, но и Воислав Спаравало ја отворија новата чешка инвестиција. Јарослав Стрнат и Спаравало се партнери, а тука ќе се произведува оружје. Опозиционерот Вук Јеремик ги обвини Спаравало, Мијалков и Груевски за перење пари. А ја позивам наши истражни органи да пред него што тој доđe у јавност и за Скопје, да сами истраже 14. октобар. И нека почну од директора кој е поставлен, господина Војслава Спаравала. И нека почну sa тим да ga питају у каквим je односима sa Сашом Мијалковом, дали ga poznaje и дали имају poslovne i bilo koje druge veze i kontakte. To će biti velika sramota. Посреди е прање пара. Проверено го контактираше јавното државно обвинителство, кое потврди дека е покрената истрага за перење пари, а дека веќе се повикувале и сведоци на распит. Спаравало и одамна познат на македонската јавност по истражувањата на новинарите кои открија дека тој и Мијалков поседувале заеднички компании, вложувале во исти сделки во Прага, а младоста ја поминале во исто училиште. Ако во Србија, неговите удели во фабриката во Крушевац се јавни, во Македонија единствената врска до која дојде тимот истражувачи е врзана со настанот 2015 година. Според сведоци, интерни документи на МНР до кои дојде тимот истражувачи на мрежата за известување на организиран криминал и корупција, на 2 октомври 2015 година Јарослав Стрнат, собственикот на Реал Трейд Прага, пристигнал заедно со Спаравало во македонската амбасада во Прага. Требале да лобираат за продолжување на неговото собствеништво на фабриката. Во тоа време инвеститорот се соочува со големи проблеми, бидејќи Сувенир АД сака да им ја одземе фабриката поради неисполнувањето на договорените обврски. Во допис испратен до тимот, Спаравало вели дека тоа никогаш не се случило. Името на Кире Шошев се споменува во протечените електронски пораки до кои дојде меѓународниот тим на новинари, а кои беа потврдени и верификувани од низа лица во овие преписки. Овие пораки покажуваат дека извршниот директор на компанијата на Стрнат, Петар Русак, контактирал службеник за јавни набавки на Македонското министерство за одбрана, за да договори средба во македонската воздухопловна база заради проверка на чешки авион. Во мејлот, Русак кажува дека средбата ја договарал Шошев. На позицијата советник на министерот за одбрана, Шошев дошол во 2000 година. Заедно со Мијалков, на 8 февруари биле назначени за советници. Во 2006 година неговата работа во одбрана продолжува, но овој пат на интерна позиција шеф на јавни набавки и логистика. Војниот аналитичар и пензиониран полковник во армијата Благоја Марковски се сеќава на Шошев како човек кој имал влијателна функција во Министерството за одбрана. Ви знаете ли нешто името Киро Шошев? Да, Киро Шошев беше помошник на министерот за одбрана за набавки во периодот кога ова се случуваше. Но факт е дека тој како помошник на министерот за набавки бил директно инволвиран во сите овие процеси на производство, на промет, на извоз, на увоз на оружје и војна опрема и за потребите на Министерството за одбрана, но веројатно и за потребите на надворешната трговија со војна опрема и оружје, и од тој аспект веројатно ги имал конците во своји раце во врска со ова случување за кое вие зборувате. Врската на Шошев со Мијалкови може да се потврди и преку една од бомбите која ја објави СДСМ. Ја и затоа му спомнав, викам во другар на Мијалков што сака да прави ова таму што треба. Добро, вика ајде, вика да се не да помине некое време, таму нешто спремал, па ќе го објавил. Освен работата во Министерството, Шошев долги години има собствен бизнис. Неговата фирма од Росоман Душан Кирик е најголем македонски извозник на праски, а тргува воглавно со Русија, Украина и Азербејџан. И истата ја стекнува во 90-тите години преку приватизација. Проверено за прв пат открива дека оваа фирма е дел од документите со трансакции од меѓународната афера за перење пари наречена Азербејџанска пералница. Во 2012 и 2013 година преку филијала на Данске банк од Латвија на сметката на оваа фирма биле префрлени повеќе од $100,000 од две фирми кои се сомничат дека служеле за перење пари на семејството на азербејџанскиот претседател Алиев. Проверено контактираше со Шошев, но тој одби јавно да одговори на нашите прашања. Шошев повеќе не е вработен во Министерството за одбрана. Тој пред Нова година си дал отказ.
Купци за оружјето имало и неспорно е дека тоа завршило во Чешката република. Но прашање е, каде отишло оттаму? Едно е сигурно, Чешката армија сигурно не би го купила ниту пак било која земја од НАТО. За оваа прилика репортерите на Проверено разговараа со едни од највидните воени експерти од Македонија. Да ги погледнеме разговорите. Тешко може да се предпостави колку се добивките од шверцот со оружје, но тие се фантастични во смисла на приход кој се обезбедува на овој начин, но не на земјите, туку на поединци од таа подземна мрежа на трговија со нелегално оружје. И ако имаме во предвид дека современите борбени системи на НАТО, Соединените американски држави, на современите воопшто земји и во регионот, но и во целост во светот, располагаат со други калибри, со други многу помодерни средства, очигледно е дека трговијата со оружје цвета единствено кон Блискиот и Среден Исток и кон Северна Африка. Од тој аспект многу често може да се сретнат написи, статии, анализи дека шверцот со оружје главно завршува во Иран, Ирак, Сирија, таму каде што се водат воени дејства, во Јемен и во некои други од Северна Африка, каде што без оглед на тоа што муницијата има одреден рок на траење, тие заради задоволување на нивните потреби не прашуваат кога е произведена таа муниција, со каков квалитет, на нив им е битно да го имаат тоа средство во одреден момент и нормално врз основа на тоа скока и цената на муницијата и оружјето во овие средини. За да се оди на мала врата, односно да се врши или шверц, или злоупотреби, или било што со оружје, тоа може да се врши само ако во таа операција се вклучени високи државни функционери, високи функционери од полицијата, високи функционери од царината, па во некои случаи и од армијата. Без таква една спрега, или како модерно се вика злосторничко здружение, тоа е невозможно, затоа што постојат многу строги правила за тргување со муниција, со оружје, особено строги правила во земјите на Европската унија, во земјите на НАТО, Соединетите американски држави тоа го контролираат, така да тука постојат многу строги правила, особено, например, за извоз на или реекспорт на муниција од кинеско производство, од производство на Советскиот сојуз и така натаму. Земјите членки на НАТО или на Европската унија правенствено користат високо софистицирана муниција со високи стандарди и се настојува да не се купува муниција од земјите од поранешни земји од Варшавски договор, иако, например, сега некои влегнаа во НАТО и тие има се уште калашникови, тие користат оружје 7.62, меѓутоа се е тоа би званично строго контролирано. Имаше сериозни индиции дека во Македонија се препакува и дека преку Македонија се транспортира еден таков вид на оружје. Да, јас имам тоа слушнато, меѓутоа немам некои сознанија кои можам да ги потврдам, меѓутоа за да се тоа прави, значи повторувам, може само да се прави ако се вклучени високи представници на власта, Министерството за внатрешни работи, високи представници на царината, во некои случаи и од армијата. Без тоа не би можело таква операција да се изведе. Значи тоа е еден тип на организиран криминал. Добро, еве Македонија има аспирации да биде членка на НАТО. Дали еден ваков организиран криминал, дали може ова да биде проблем за нас? Јас мислам дека сегашната власт има и политичка волја, и демократски капацитет за таквите структури, паралелни структури да се справи. И затоа се вршат измени, дополнени на закони за внатрешни работи, за полиција, за следење на електронски комуникации и така натаму, све према западните стандарди, стандардите на НАТО. Значи мислите дека ако државата се потруди дека не би? Значи има една така реченица која се употребува. Прво, вика, не може криминал
тоа на бугарски речено, вика не може криминал да се реализира без да е вмешано ЧНГ. Тоа значи ЧНГ полиција. Второ, и најмоќната мафија не може да се справи со најслабата држава ако има политичка волја да се бори против мафијата. Према тоа, било која држава ако сака, колку да е мафијата јака, може да се справи со неа. Добре, се има нели сериозни индици, излегува, има и документи. Дали мислите дека јавниот обвинител треба да поведе истрага по допрен глас за ова? Секако би требало да поведе по допрен глас и ја претпоставам дека тоа ќе се направи. Корупцијата и организираниот криминал се едни од најсериозните прашања со кои во моментов се соочува не само Македонија, туку и сите балкански земји кои аспирираат да влезат во НАТО и во Европската Унија. И ова се прашања од кои нашите западни партнери бараат итно адресирање во име на стабилноста и сигурноста не само на регионот, туку и на Европа во целост. Оваа приказна нема да застане тука. Тимот истражувачи од Проверено, како и нашите партнери од проектот за известување за организиран криминал и корупција во неколку држави работат на овој случај. Во некој од наредните изданија можеби ќе откриеме и дестинацијата на муницијата. А сега останете со програмата на 24 вести.